Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Маурицио Сари, тренерот на Наполи, е прогласен за најдобар тренер во италијанската серија А. Наградата Златна клупа се избира со гласови на колегите тренери. Сари ја освои наградата во конкуренција на колегите од Јувентус и Сасуоло, Максимилиано Алегри и Еузебио Ди Франческо. Оваа награда ми дава ентузијазам и ме прави среќен. Мислам дека е така, бидејќи ја добив од моите колеги изјави Сари. Стратегот на Наполи претходно оваа награда ја освои во сезоната 2013-14 како тренер на Емполи, кога со овој тим успеа од серија А да избори пласман во елитниот ранг на италијанскиот фудбал. Сари е првиот тренер предолник на Наполи која добил наградата и воедно ја прекина 4-годишната доминација на тренерите на Јувентус. Наполи минатата сезона го освои второто место во серија А. Посебна награда на церемонијата која се одржа во Фиренца доби Клаудио Ранери, кој минатата сезона го предводеше Лестер до титулата во Премиер лигата, а оваа сезона доби отказ. Жозе Морињо бил полотвен да ја активира купната клаузула во договорот на Неймар која изнесува неверојатни 200 милиони евра. Манчестер Юнайтед е полотвен да му понуди годишна плата на бразилецот од 25 милиони евра, што е многу повеќе од 16 милиони евра колку што заработува во Барселона и десетката на Вейн Руни кој по завршувањето на сезоната ќе го напушти клубот. Неймар неодамна го продолжи договорот со Барселона до 2021 година, но доколку ваква понуда за бразилецот пристигне на Nou Camp, никој во клубот нема да остане рамнодушен. Рускиот репрезентативец Алексеј Швед, кој е играч на Химки, е прогласен за MVP во Еврокупот за сезоната 2016-17. Во пресред на финалната серија помеѓу шпанските тимови Уникаха и Валенсија, кошаркарите и експертите ги избра најдобрите. MVP на сезоната е најдобриот стрелец Алексеј Швед. Русинот сезоната ја заврши со просечни 22,1 поен, 4 скока и 5 асистенции по надпревар. Покрај Швед во идеалната петурка се најде уште и Куртис Джералс, Марди Колинс, Дејан Мусли и Бојан Дублевиќ. Првиот надпревар од финалната серија во Еврокупот ќе се одигра денеска во Валенсија, каде ќе гостува Уникаха. Во NBA лигата се одиграа 6 надпревари. Во дербито на лигата Сан Антонио го декласираше актуелниот шампион Кливленд со 103-74. Актуелните шампиони со овој пораз ја загубија првата позиција на истокот и му ја препуштија на Бостон Селтикс. Кливленд во Тексас постигна најмал број на поени оваа сезона и уште еднаш потврди дека во пресред на плейофот целиот тим се наоѓа во лоша форма. Сан Антонио го предводеше Ленард со 25 поени по 6 скоки, асистенции, 3 украдени топки. Центрите Олдрич и Погасол постигнаа по 14 коша. Кај Кливленд само двајца играчи постигнаа двоцифрен број на поени, Леброн Джеймс 17 и Тристан Томсон 11. Расел Весбрук го запиша 37-миот сезонски трипл-дабл откако во последните 3,5 минути во Далас сам ја надомести негативата на Оклахома 13 поени. На Весбрук му се потребни уште 4 трипл-дабл учиноци за да се изравни на вечната листа со Оскар Робертсон. Далас имаше преднос од 91-78, а потоа на сцена стапи Расел, кој постигна 12 од последните 14 поени за својот тим за победа од 91-92. Тој мечот го заврши со 37 поени, 13 скока и 10 асистенции. На другите средби Њу Јорк Детройт 109-95, Торонто Орландо 131-112, Сакраменто Мемфис 91-90 и Јута Њу Орлеанс 108-100. За вечера на програмата во NBA лигата предвидени се 8 надпревари. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.